Како реков, ако се сака и се знае, тогаш се може. Македонија може да оди напред на економски, социјален и политички план. Но единственото нешто што ни останува како товар или како јамка околу вратот е најголемиот проблем кој во наследство ни го ставија СДСМ и ДУИ. А тоа е условот над условите. Македонија се уште нема усвоено измени со цел во уставот да вклучат граѓани кои живеат во границите на државата како што се бугарите. Ова е главната поента од извештајот на Европската комисија за Македонија. Со други зборови, џабе ние работиме, џабе стануваме крстосница во регионот, се додека не ги усвоиме уставните измени, нема мрдање. И не е само тоа, иако промената на уставот е главна пречка, во извештајот има дури 120 препораки што треба да ги испочитува или направи Македонија за да оди напред. И повеќето од ваквите лоши оценки се однесуваат на работата на минатата власт. Во суштина, извештајот на Европската комисија не ни открива ништо ново. Или како што рече премиерот Мицковски, не ни треба извештај за да самите видиме дека живееме тешко и дека ни се потребни крупни чекори напред, клучни реформи и она што можеби е клучен приоритет, а тоа е борбата против корупцијата. Сите знаеме дека уставните измени, ако се клучни, тие не се единствениот услов за приближување на Македонија кон европското семејство. Мора да ги средиме работите дома, да спроведеме реформи, да се европеизираат институциите и што е најважно, економски да закрепнеме. Ке ни треба силна борба против корупцијата и организираниот криминал. Ке треба да се работи на владење на правото и независноста на судството, а паралелно да развиваме економски. Ете, да градиме автопати, железници и слично. Така што можеме ова време, додека го чекаме решението за условот над условите, да го искористиме максимум и да се посветиме на постигнување на овие цели, па кога ќе дојде време за Европската Унија, да бидеме целосно подготвени.